Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка во емисијата е композиторката Дарија Андовска. Андовска, јули го поминавте без малку на тркала. Најнапред Белград, светска премиера на вашата композиција Дамар, веднаш потоа концерти во Нови Сад и потоа Ниш, за да се вратите во Скопје на фестивалот Синедејс и потем на конференција во Котор, Црнагора. Како наоѓате време за сето ова? Што значи ова движење за вас? Па во нормални услови веројатно повеќе вака живеев и вака би живеела и не ми е неверојатно. Ова е моето темпо, јас вака сакам и вака ми удобно. Па затоа време нема, ама време се наоѓа. Енергија секогаш постои за тоа што човек го сака, тоа е просто невозможно. Ја може да не спијам со денови, ама постојано да функционирам. И веројатно заради тоа баш овој период на пандемија ми падна толку тешко, затоа што јас сум навикната вака да функционирам. Да се вратиме на онаа светска премиера во Белград на вашата композиција Дамар. Критиката забележа дека станува збор за композиција во која вие сте го излеале сиот чемер на денешна Македонија. Како настана композицијата? Немаше само критика, убави реакции. Солистот плачел додека свирал. Во публика плачел, значи стварно многу убави реакции, многу искрени реакции, но мислам дека тоа секогаш е природна реакција кога е некој искрен во својата музика, во своето творештво, за разлика да не е музика. Дамар беше дел од проект што се вика Balkan Road, по нарачка на Метаморфозис ансамблот, кој што иззема делата од еден румански композитор, Силвестри, двајца српски композитори, Дејан Деспич и Александр Гребалов, Петар Христосков, тој е бугарин, Фазил Сеј, турчанот, кој што на нас не е многу познат на македонската публика, и специјално од мене направија нарачка, пошто сметаат, нели, без Македонија Балканот не е Балкан, или како што тие велат, вие сте македонците за музиката како црнците во баскетот. И ми нарачаа композиција која што беше практично со овие зборови за кога треба за вчера. Има помалку од месец дена од како ми ја нарачаа композицијата, така што морав да закопам сериозно длабоко за да можам да успеам да реализирам 10 минути интензитет и интензивна музика. Единственото барање што беше од нивна страна е да бидам јас, ама да не бидам само јас, туку и да вклучам елементи од македонскиот фолклор. Тоа што нели насловот на проектот беше Balkan Road. Веројатно од таму излега сите понатамошни и емоции и реакции, заради тоа што кога веќе се осврнав кон македонскиот фолклор, природно дојде да почепкам таму кај што ме боли. И овде уште збор два за критиката. Ја имаме ли кај нас музичката критика? За жал, музичка критика одамна нема, имаше нешто што изгледаше како обид за критика, повеќе беше парафраза на тоа што се случувало на концертот. Реална критика, професионална, со безкомпромисност во освртот ние не сме имале многу долго време. Зошто е тоа така? Мислам дека една од работите е приличната затвореност во однос на тоа како функционира светот. Генерално сите се загрижени да се избуткаат за своето место под сонцето тука и на сметка на тоа се трудат да не се создаваат непријатели преку критиката, иако преку критика единствено можеме да напредуваме, преку конструктивна особено. Додека се поддржуваме, браво, супер те беше концертот и реално не кажуваме дека толку многу недостатоци имало, не можеме ни да напредуваме, а да не зборувам да се носиме рамо со светот. Сега веќе и воопшто нема критика. Со оглед на тоа дека сте професор на Музичката академија, но и дека предавате на Факултетот за драмски уметности, мене лично сосема разбирливо ми беше вашето појавување на Синедејс со еден навистина интересен и вреден проект. Зашто станува збор? Да, Living Music Project настана поради интересот на Синедејс малку да префрли од тежината на европскиот филм кон музиката во филмот. Они востановија нова награда за најдобра оригинална музика во филм во
2019 ми се чини беше тогаш јас бев во жири комисија, 2020 просто пројде така. И решија малце да пренесат тежина на музиката, ме поканија мене да разговараме што би им понудила, што би било интересно. Јас им понудив неколку различни замисли за проекти, од кои што Living Music Project беше најподатен како за пилот проект. И да се вратиме на конференцијата во Котор. Таа се осврна на една состојба која ние, ајде ке кажеме, ја поминавме. COVID-19. Всушност, конференцијата на која присуствувавте и каде имавте излагање во Котор, донесе реобмислување на културата во ова пост-ковид време. Зашто беше вашето излагање? Тоа што мене ми беше интересно и на што јас се осврнав во својот текст за конференцијата е тоа што најмногу недостасувало на културната сцена, а тоа се настаните во живо. Комуникацијата која што е незаменлива, не може никако да се воспостави доколку било што, дали е театарска представа, дали е концерт, се изведува онлайн. Таа комуникација, таа енергетска размена која што се случува измеѓу тие што се на сцена и публиката е просто незаменлива и е невозможно да функционира изведувачката уметност, без разлика повторно која, без да има таа комуникација. Се добива повратна енергија. Се добива дури насока во кој правец треба да одат во изведбата, додека кога се по дома и се снимаат сосема поинако, а тогаш зашто воопшто би го гледале ние тој концерт или таа представа, кога може да си гледаме на YouTube било каква совршена изведба. Друго е кога се присуствува директно и енергетски се учествува во креацијата кога се случува. И тоа е тоа на кое што јас осврнав и модусите како успевавме да ги решаваме овие проблеми и како понатака тоа да се развива. И сега, кога сме веќе кај COVID-19 и тој период што го поминавме, што вам COVID-19 ви даде, а што ви земе? Што ви украда? Успеавте ли да најдете во себе можеби некоја си енергетска линија која ќе ве повлечи и ќе бидете плодотворна за тој период, можеби? Да дадете нешто што можеби или не сте очекувале дека така може да испадне? Јас секако пишував во тој период. Вака или така повторно имав светски премиери во светот, значи не во Македонија. Тоа што најтешко ми падна мене лично е тоа што им беше одземена слободата. Јас сум човек што сака да е слободен, човек што сака да се движи. Никако не ми пречи да сум дома сама, затоа што никогаш не ми е досадно и никогаш не сум осамена. Меѓутоа, слободата на движење, комуникацијата, повторно и социјалниот живот, тоа сериозно тешко ми падна. Од друга страна, бидејќи имам потреба да се движам и да сум слободна, го користев тоа што ми е понудено и на сметка на COVID открив прекрасни работи за Македонија кои што до сега не сум ги видела. И тоа за мене е најголемиот бенефит што сериозно почнав детално да ја запознавам сопствената земја. Во ова пост-ковид време нормално доаѓа и она интересно прашање кое се однесува на вашето дообразување. Веќе подолго време се обидувате него да го заокружите. Докаде сте со тој чин и конечно што значи сето тоа за вас лично и ќе смогнете ли сила во комуникацијата со светот да покажете уште многу нешта? Ќе почнам наназад. Мене секогаш ми било приоритет личен да си ги одмерам силите надвор. Тоа надвор да ми биде рефлексија за тоа колку можам, што можам, колку вредам и колку треба допрва да работам. Че никогаш не сум се ограничувала и секогаш сум била повеќе во контакт со светот, отколку во контакт со локалната сцена, да речеме во Македонија, нели, Гевгелијата Бановци. Што се однесува до докторатот, тоа е една многу болна точка. Јас уметничкиот дел го завршив во 2015. Тој беше награден од Министерството за култура кога имаше интернационална жири комисија, меѓутоа од мојата алма матер ме саботира и практично просто не може веќе да ги завршам студиите. За жал, не најдоа никаков модус тоа да се реши, иако ќе беше многу фино за факултетот на музичка уметност во Скопје да се залепи името Харвард, меѓутоа тие решија да не го дозволат.
Нека запишам други докторски студии, уште сум во контакт со мојата менторка. Многу работи научив од нејзе. Здравје Боже, ако се отворат границите, може ќе отидам конечно и таму директно. Во последниве 2 години сте уметнички директор на Денови на македонска музика. Минатата година одлично издание на фестивалот кој покажа дека еден таков фестивал може и тоа како да ја возбуди и пошироката публика. Годинава со многу помалку средства треба да донесете програма која треба да представува пак исчекор напред. Ќе успеете ли во таквата намера? Јас на председателството им понуди 2 опции. И двете беа, тоест едната беше поврзана со колку пари толку музика, значи да немаме фестивал. А другата беше, бидејќи имам многу фини колеги кои што се согласуваат да свират, да настапат за некои символични средства или воопшто без средства, сепак да го реализираме фестивалот така ќе има дури 14 настани. Меѓутоа јас секогаш морам да нагласам дека тоа е заради тоа што имаме поддршка од изведувачите, не од институцијата која што треба реално да го поддржи фестивалот Денови на македонска музика, бидејќи тоа е единствен од ваков тип и најстар фестивал во Македонија. Интересно е и тоа што кај нас со години има вика и повика на она што представува годишниот конкурс за програми од национален интерес на Министерството за култура. Што значи ова гужва која се крева околу тој конкурс и конечно ќе стане ли културата она што треба? Ќе го добие ли своето заслужено место или и натаму ќе остане монета за подкосурување? Тоа е малку застрашувачки што го кажувате, затоа што е вистина и уште е пострашно тоа што е сомнителен квалитетот на тие што конкурираат за средства од Министерството за култура, особено затоа што е многу јасно дека тие кои што се навистина квалитетни воопшто не ни се обидуваат да конкурираат таму, затоа што тие имаат проекти кои што се надвор од државата и практично ја молзат државата за тие нивни дискутабилни дела. Ова зборувам само за музичкиот сектор. Не е дека нема средства Министерството за култура, напротив, има и заради тоа е монета за подкосурување, меѓутоа јас лично сметам дека не се оди повторно по линија на квалитет и тоа што е добро, него повторно е партиски и политички, што е подобно и што не е подобно. Тие што биле на црна листа претходно, сега се тие што добиваат проекти, има вакви комени што се вечето на црна листа и тие што претходно добивале проекти сега не добиваат. Како освестена жена ви има често во медиумите, посебно во социјалните медиуми со своји ставови за разни работи, но генерално може да се каже со ставови кои се проопозициони. Од друга страна, токму поради тоа и не сте омилена кај политиката. Имате ли можеби идеја како сето натаму ќе се одвива или до кога ќе биде тоа така? Природната позиција на било кој уметник е да биде огледало на современието и преку неговата уметност и не е дека уметниците само треба да се држат до нивната уметност. Нивната уметност не сме да биде политички памфлет, меѓутоа треба да биде огледало и треба да бидат критичари. Природното место на секој интелектуалец и уметник е да биде критичар. Тоа не значи дека по секоја цена треба да се критикува, меѓутоа по секоја цена треба да се укаже на тоа што не функционира за да биде подобро за сите. Тоа е мојата позиција. На сметка на тоа секогаш сум на црната листа, секогаш сум политички неподобна, а не е затоа што јас припаѓам на некоја политичка партија. Јас, како што кажав, многу си ја сакам слободата и не сакам никој да ми наметнува како јас треба да размислам. Сакам да имам слобода, да можам слободно да размислам, да ги извагам работите и да проценам што е добро, што треба да се поправи, на што треба да се укаже дали функционира или не функционира, особено во овој тежок период последниве 10 години, да кажеме, каде што секогаш сум во опозиција. Верувате ли дека можеби уште утре ќе биде подобро ако бидеме гласни и јасни, ако ја кажуваме вистината и конечно ако веруваме во професионалноста, сите ние оддел? Тоа е клучниот проблем, заради тоа што професионалноста во Македонија е сведена на минимум, ако воопшто
постои тоа што се случува, се честни исклучоци кои што во суштина го потврдуваат правилото. Тоа е токму заради тоа се случува ова што ни се случува, заради тоа што сите се со некаков багаж, некаква хипотека, некому должат затоа што се таму каде што се и заради тоа немаат слободата да кажат отворено што мислат. Тоа е тоа што сите заедно не држи во некакво психофизичко емоционално робство. Конечно, каква ќе биде вашата музика на иднината? Соодветно. Ви благодарам на разговорот. Благодарам многу за поканата и за вниманието. А вам почитувани на вниманието со кое не следевте. До гледање.